Добро вечер. Вечерва на еден час на Вин-Вин, Филип Петровски. Добро вечер. Добро вечер. Некогаш момчето што ни го подигаше адреналинот, водачот на студентските протести, па потоа пратеник, па потоа малку конзул во Њујорк и подосна исто толку изненадување од таа за наблюдувачите контроверзна биографија, директор на градската библиотека Браќа Миладиновци, и сите вела уште ова фалеше од моторџијата Филип Петровски, уште да го сместат таму. И би рекла тоа е светлата точка во биографијата на Филип Петровски, во која потврдува дека излатната младина од ДПМН, каква што некогаш ја знаеме, може да созри и да предводи една сериозна институција како што е Универзитетската библиотека. Свесни ли се за своето зрење, кое што ние го наблюдуваме на тој начин? Има поделени мислења. Знаете како некој мисли подобро, некој полошо, но воопшто во тој процес кога се само наблюдувате и само реализирате, не треба да ви пречи поделено мислење. Јас сум убеден дека ако јас треба да одговорам за себе, што е најтешко, сум убеден дека некои процеси, односно некои оценки беа изфорсирани и наметнати од многу организирани структури. Од и процесот кој што го отворивме толку силно, толку жестоко во 1997 година, кој што во еден момент можеше многу лесно да ја собори владата на господин Бранко Црвенковски, го сврте вниманието не само на јавноста кон нас, кон она што сме или кон она што го правиме, туку и на некои структури кои што почна многу сериозно да се занимаваат со тоа како да не дефинираат, односно како да не скицираат во нашето однесување, да бараат одредени слабости и да гледаат тие слабости да ги препотенцираат. Лично сум уведен дека доказ од и ова не е некое моје фантазирање, досието кое што во 2000 година имав можност да го видам. Значи, досие кое што е водено од страна на полицијата заради моја политичка активност. Значи, тоа не е досие кое што е поврзано со било каква незаконска и недозволена активност, туку досие заради политичка активност. Потоа, откривајќи Проценира дека сте потенцијално опасен по уставниот поредок на Република Македонија. Што беше забрането во тоа време. Значи, не станува збор за законски дозволена можност. Бидејќи го дадовте на јавен увид досието, од она што била ваша јавна политичка активност, во досието не пишуваше некакви специјални операции што Филип Петровски ги извршувал како субверзивни дејства. Предпоставувам дека најкомпромитирачкото за овој млад човек требаше да биде дека тајната полиција знае дека тој конзумира дрога, а веројатно тоа е опасно по уставниот поредок на Република Македонија. Значи да ја поправам, не тајната полиција знае, туку тајната полиција има план за подметнување на дрога и комбинирање. Значи тоа е тој термин кој што не го користат во моето досие, значи да направат, да ме искомбинираат во нивните структури, веројатно сакајќи да ме искомпромитираат и можеби да ме проиграат да станам дел од тие структури на некој душнички начин. За жал тоа не беше ниту докажано, ниту е нешто што може никогаш да биде докажано, ниту ме погодило. Но видете, тоа е одреден момент, односно одреден сигнал и за други структури, за да се залепат на тоа и да формираат на друг начин јавното мислење. Меѓу другото и некои од новинарите. Мислам дека и вие знаете за така на некои луѓе тоа сериозно би им го пореметило личното вјерују. Некои може посериозно да ги созрее, да сватат во какви всушност кругови се движат и колку мини има околу тоа. Одлуката да го објавите своето досие јавно беше првиот прилог кон тоа дека нема да ги живееме тие драми поединечно. Секој од нас што ќе може да ја види приказната за себе во тајната полиција, тој и да види вовет во шансата за така наречената македонска толку очекувана политичка лустрација. Апсолутно. Апсолутно. Прво, она што го читав беше толку абсурдно, што сметав дека треба да го види секој. Не лекторирано, не цензурирано, туку во изворна форма да се види какви глупости и какви подметнувања може да се направат на човек што не мисли како вас во ист политички контекст. И затоа мислам дека треба сето тоа да го доведам на такво ниво, да го објавам и од тоа да се одлепам. Меѓутоа, 10 години после настаните,
после особената возбуда што ја предизвика идејата на владата на Бранко Црвенковски дека некои од пакетите во однос на албанските барања мора да бидат ставени во легална рамка, па за 10 години напредувавме толку многу што денеска се срамиме зашто воопшто толку бука сме правеле околу некакви нормални работи. Имате ли чувство помалку на јастреб кој баш сосема не ги разбирал работите и дека тоа се еднакво дел од штетите што и се направени на оваа држава во некаков процес која мораше да турка многу работи под тепих, само затоа што јавното расположение значеше поделба во тој шовинистички концепт кој што беше туркан од ДПМН. Тоа може да личи на таков концепт и дека јас сум бил дел од луѓето кои што јавно го спроведувале, но не е така. Ние созревавме како генерација која што автентично го толкуваше демократското милје и сакаше на свој начин да допринесе. Потсетам, јас завршив на филозофски факултет. Таму ние како студенти, значи некако политички активисти, дискутиравме што е тоа што Македонија сега треба да го има како демократска држава. Што треба да се направи за да се напушти еден тоталитарен и стар начин на размислување. Во процесот, односно во периодот од 94 до 98 година, Македонија немаше опозиција во парламент. Значи, не беше јавното мислење испровоцирано или наоштрено од нашите протести, туку тоа на еден чудесен и неочекуван начин, дури за мене, беше канализирано низ тие протести. Почна како студентски, па се појавија средношколци, па се појавија невработени, односно стечајци, па на крај се појавија и политичките компоненти кои што може од тоа да искористат, односно да имаат одреден бенефит. За жал можам слободно да признам, бидејќи човечки да се признава, на големината на се што околу нас се случувало, на значајноста на играта која што сме ја воделе, не сме биле свесни. Јас ни најмалку, бидејќи знаете, станува збор за 24-25 годишен човек. И мислам дека не е ни чудно на таа возраст да не знаете се. Да се биде бунтовен или да се следат собствените Па нели е тоа дефиниција на младост? Чувства, добре, нели е тоа дефиниција на секој студент? Јас замислувам дека секој студент би требало да биде таков. Дури да има погрешно убедување за нешто, да биде енергичен. Подобро е да се биде бунтовен на 24,5, а веќе на 38, да се чека за еден месец докторатот како што чека Филип Петровски, додека другите кои што ги гледавме од истите тие шатори останаа со филмот, со истиот филм, предпоставувам некаде ја признале собствената грешка во некаков кружок и денеска се наградени. Вашите колеги од шаторот, Антонио Милошовски е министер за надворешни работи и предпоставувам на странците со исклучително задоволство им објаснува мултикултурализм.